Индустријските инсталации имаат добиено А, Б интегрирани дозволи или имаат одобрени елаборати за заштита на животната средина. Во сите овие документи всушност се дефинира какви отпадни води смеат да испуштат, односно се дефинираат параметрите за испуштање, истовремено добиваат и дозвола за испуштање. Инспекцијските органи одат на терен да утврдат дали се постапува по овие дозволи и кога има потреба се задолжуваат инсталациите да извршат дополнителни вонредни мерења, независно од оние стандардни мерења што ги вршат во согласност со барањата или пропишаните услови во нивните дозволи. Меѓутоа се случува навистина хаварии да се јават каде што се испуштаат инцидентно опасни материи. Ќе се сеќат граѓаните на казната која што беше побарана и платена од страна на тогашниот субјект ArcelorMittal, а сега Liberty, кога 100.000 евра беше платена казна заради тоа што е излеана отпадна вода од овој субјект. Понатаму беше платена казна од 50.000 евра од Саса, рудникот, кога се излеа јаловината во Каменичка река и оваа инсталација исто така изврши санација на речното корито, ги ја исчисти малата хидроелектрана на Каменичка река и плюс вршеше чистење од езерото Калиманци. Оваа сума која што Саса мораше да ја потроши за враќање на реката и околината во првобитната состојба изнесуваше безмалку 1,5 милион евра. Меѓутоа, она што ние како инспекторат мораме да го направиме и го правиме континуирано е да спречиме да се случат вакви појави, бидејќи екоинцидентите може да направат голема штета, а со добра превенција може да се спречат вакви појави. Превенцијата значи честа посета, присуство во индустријските капацитети и обезбедување дека овие инсталации постапуваат согласно дозволите. Висината на казните може да биде уште поголема со новиот закон за прекршоците. Прекршоците во животна средина се изземени од другите, значи има можност за повисоки казни. Меѓутоа, суштината тука, пак ќе нагласам, потребни се казни, но потребна е често присуство, често инспектирање и обезбедување на вистина превентивни мерки да не се случат вакви екоинциденти.